Денеска е големиот христијански празник Свети Климент Охридски. Во сите православни цркви денеска се служат свечени литургии, а името на Свети Климент, чудотворец Охридски, е и името на првиот македонски книжевник, духовник и учител. Ученик на светите Методи и Кирил, а по смртта на Свети Методи, Климент под притисок на германците од Моравија тргнал на југ со Горас, Наум, Сава и Ангелари, заедно наречени петочисленици. Во Охрид во 886 година ја формира Охридската книжевна школа или попозната како прв словенски универзитет, од кој како подготвени излегле 3500 ученици. Климент Охридски е познат по тоа што има создадено кирилицата, која ја прави врз основа на грчката азбука, но со модифицирани букви за прилагодување кон словенските фонетски карактеристики. Покрај црковните и педагошки дејности, особено учителско-просветителски, Климент развил и богата книжевна дејност. Автор е на многу поучни и похвални слова. Се упокоил во 916 година и бил закопан во гробот кој што го ископал со сопствени раци во црквата посветена на Свети Пантелеймон на Плаушник. Денеска беа и доделени државната награда Свети Климент Охридски за остварување во областа на воспитанието и на образованието на фолклористот Марко Китевски. Наградата за остварување во областа на културата и уметноста се доделија на музичкиот уметник Гордана Јосифова Неделковска, скулпторот Жарко Башевски, поетесата Весна Ацевска Стојчевска и на театарската критичарка и публицистка Лилјана Мазова.